Ова е новото издание на подкастот Соана на ти и денеска во студиото за прв пат во Слободен печат, за прв пат и во Соана на ти, еден млад актер кој што има неколку награди за себе, меѓутоа онаа која што е последна и која што веројатно најмногу ќе ја памтите е Златна буамара на популарноста, ја доби за најдобар млад актер. Тони Денковски, добре дојде во Соана на ти. Добре те најдов и ти благодарам многу за поканата. Чест ми е што сум вечерва. Да, вечерва. Да. Тука со тебе, затоа што ова е еден од ретките подкасти што стварно ги гледам со уживање. Драго ми е. Да. Драго ми е дека е така. Секогаш сакам да ги представам гостите во најубавото светло, затоа што се секогаш гости кои што и имаат што да кажат. Иако си млад актер, ти навистина имаш поприлично работа зад себе, што ми е драго. Прво честитки за последната награда. Ти благодарам многу. Која ти е поред? Оваа ми е трета. Да, јас како што награда. можев нешто да побарам по интернет. Четврта, Една со провокација имаш? Театар провокација? Една имам со сите ми се со театар комедија. Добро. Едната е на Војдан Чернодрински Така. за најдобар млад актер. Добро. Наредната е за најдобар актер во на меѓународниот фестивал во Неготино за дуодрама. Таа за Анатомија на неверството, представа на театар комедија. Да. И оваа ми е Да. последната, да. Не те прашувам за најдрага. Нема да. Сите се посебни на свој начин, нормално. Сите се. Кажи ми, ајде вака да почнеме ретроспективно, секогаш сакам така, да почнеме со детството. Какво дете беше Тони? Беше такво дете кое што е бесно, палаво, повлечено, не ми личиш дека си бил баш мирен, ама си бил умен. Па бев умен, не бев бесен и палав од типот на да правам бели и да не се трпам, повеќе бев жив, темпераментен и сега кој се сетам сум бил веројатно многу досаден, многу зборев како дете. Не дека сега е нешто поразлично, ама како дете ептен претерував и со прашање и со муавети. Имаш брат, сестра, нешто? Имам постар брат 7 години. 7 години. Да. А сега колку години имаш? 33. 33. Да. Па добро, ти си у тие најубавите години сега. Да се надеваме дека има уште поубави што следат. Не, добро, сега, да, секоја возраст е убава, меѓутоа сега си баш онака плоден актер кој што има што да даде. Добро, на детството се сеќаваш како убаво, имаш така хармонично убаво детство? Дури не можам тоа некако да го тргнам од глава, затоа што цело време многу работи ме навраќаат на детството како на најубавиот период од животот и баш се сеќавам сите можни мемории ми се убави некако. Каде растеше, во кој дел од Скопје? Во Топанско поле. Да. И беше таков малски живот, имавте? Апсолутно. Да, многу ми недостига тоа некако и сега многу често, сега живеам во Кисела Вода и многу често знам да отидам специјално до таму да прошетам, да ги видам другарите. И баш тоа што го гледам во моментов и не ми се допаѓа тоа што нема баш деца надвор да си играат, како ние што си игравме постојано и многу ми недостига тој тип на живот. Таа социјализација што некако и сега се изгуби некако во последно време, може после короната, поима немам, не знам до што е тоа. Па малце отѓоањето почнува со активноста на социјалните мрежи, мислам дека. Веројатно, да. интернетот, можноста на Вибер да си куцнеме среќен роден ден, да не се чуеме, да се видиме. Така е. И некако младиве генерации, веројатно ти си се уште имаш остатоци од тоа дека знаеш да комуницираш во живо, веќе младиве и не знаат толку многу да комуницираат заради тоа. За жал. Да. Меѓутоа добро, тоа се други теми. Нас не интересира сега ти како детство си имал, како си поминувал. Кажи ми нешто што ми вака со текот на емисиите како што ги снимам, нешто што ми е интересно да го дознам од гостите, тоа дали некојаш нешто си скршил. Имаш скршеница некоја? Рака нога нешто? Да. Не, среќа не, а бев прилично така, возев многу брзо точак, правев глупости со точак. Немав страф од ништо, сме се качувале на дрва, на не знам, на некои места кај што сега не би ни помислил да ги погледам, ама веројатно сум имал среќа и не сум имал некоја повреда, фала Богу. Добро, ќути, јас. За разлика од моите другари, кај што им се потпишував на сите на блокетите. Да. Ба веќе ретко е да сретнеш некој што немал скршеница, ама добро ти си од тие. Добро. Среќните. И сега, доаѓа периодот веројатно кога почнуваш онака првите желби што сакам да бидам. Што ти прв пат онака посака да бидеш во животот? Прв пат посакав
многу чудно, сакав да бидам доктор хирург, не знам зошто Океј. како дете, да, тоа ми беше желба како дете до негде, не знам, второ, трето одделение, додека не почнав да одам во драмско студио и после убеден бев што сакам да бидам, да. Да, готово веќе тука љубовта се родила и Да, тоа е иначе тоа. така, како дете баш сакав во медицината нешто, не знам зошто, ми било филм веројатно. Да, па добро, тоа знаеш како, да не ме сватат погрешно се луѓето, ама за хирурзите викаат дека се нереализирани убици. Шега. Не, мислам, стана да отвораш онака луѓе, навистина е нешто Секоја кое чест, што секоја да, чест, нешто мислам, за кое нив, за што тоа што да. го прават, затоа што па да Да. не се тие, не знам што би правеле, така да секоја да. чест, и јас истото сега си го викам, мислам, сега Неле? сум тип на човек што не можам да видам било каква најмала несреќа на не знам некоја се изгребал ми е без веза, а не Да, па. не па такво нешто, да. Навистина, секој чест за нив, меѓутоа и за вас кои што вашата работа некако мислам дека недоволно се цени. Мислам дека не За жал. overrated е скроз, да, затоа што вие сте и тоа како градите една основа општеството да воспостави прави вредности, зборувам за културни вредности. Вистински културни вредности кои што ќе не знам ја формираат сликата на младите луѓе. Апсолутно, па културата е темел на едно општество. Мислам дека културата, општеството треба да се гради врз основа на културата. Што повеќе имаме, што поквалитетни представи, што повеќе филмови, квалитетни серии, квалитетна продукција, квалитетна музика, мислам дека тоа ќе бидеме побогати и тоа ќе го зацврсти нашиот идентитет, за кој што ние нели гледаме дека откако сум роден до сега цело време се бориме за тој идентитет, а мислам дека културата е главниот темел кој што треба и да. Тоа како. Да. И тоа како. Култура, спорт, сето тоа. Апсолутно, мислам сите тие. Да. Гранки. Добро, и продолжуваме сега со твојата животна приказна. Средношколските денови, каде заврши средно? Средно заврши во Васил Антевски дрен или Борис Кидрич во Кисела вода во економското. Таму некако се одлучив да отидам затоа што брат ми таму учеше, братучедите таму учеа и едноставно ми беше како пат што ете и јас треба да го поминам, знаејќи дека после сакам да запишам факултет за драмски уметности, знаејќи дека таму нема физика, хемија и и такви некои предмети. И за чудо, искрено прилично се заљубив во економијата. Вистина? Многу ми беше убаво, да. И тоа статистики се. Не сметководство, например, тоа ми беше многу досадно. Да? Пошто е екзактна наука и е точна и немаш креативност. Меѓутоа, менеджмент, маркетинг, деловно работење беа предмети што гледаш дека можеш да искреираш нешто. Да. Ама и ти користат и во твојата професија треба да знаеш да се изменеџираш себе и да се продадеш. Мислам, не знам колку го знам добро да го правам тоа, ама добро. Ми користат например да знам кога ќе потпишувам договор, да знам да проверам некој работа. Да. Добро и нормално под тие години средношколските нема да сеќаме. Нормално дека ќе оди така како го грешам според тоа. Доаѓа факултетот за драмски уметности. Така е, да. Кажи ми малку за приемниот. Приемниот беше... Со кого се подготвуваше? Како? Со никој, сам се подготвував, да. Сам се подготвував. Најдов еден интересен монолог од Раскојников. Да, за тоа време за дете на 18 години. Сега си викам, сега ми е страв да го прочитам, не тогаш, ама тогаш така прилично мислев дека многу добро знам што правам. Се спремив и отидов со многу самодоверба на приемниот. Првиот круг го поминав. Добро. И знаев дека јас сум за тоа, се додека не дојде вториот дел од приемните и видов дека, пошто вториот дел од приемните се недела дена кај што секој ден одиме и правиме сцени етиди на база на импровизација и видов дека и другиве деца што се борат да влезат се прилично талентирани и квалитетни и си викам опа. Добро. Чекај малце, може треба проверам дали има втор круг на уписи на економски. Ама па исто и тоа ми помогна да се опуштам некако и да дадам се од себе и да се изборам за моето место таму и таму поминав многу убави години од мојот живот, едни од поубавите би рекол. Кај кого заврши ти? Кај Мими Таневска професорка. И со кого некој работат некој во твоја класа кој беа? Во моја класа Виктор Арсов е сега што ми е колега во театар комедија, Ненат Анџелковиќ,
Горан Ников, Илија Волчевски, Стефан Вујсич, Димитрина Мицковска, Симона Димковска, Андреа Голуб, Италија Насто. Ги погоди сите, браво. веројатно, да. Браво. Супер. И веројатно тој период е, знаеш како, на факултетот за драмски уметности колку учиш како треба, таму некако учиш и како не треба. Веројатно ги учиш оние моменти кога кај што грешиш. Апсолутно. Да. Апсолутно. И ова сакав да прашам, во однос на актерската игра, филм, театар, колку имаш можност, зборам за факултет, да научиш, Па не да ја многу. научиш разликата помеѓу? Да научиш, па не многу, затоа што актерска игра, ние сме пред се драмски актери, Да. и факултет за драмски уметности, Да. и имаме час што е игра пред камера, меѓутоа Да. е многу мал дел Да. и малку застапен во целото образование наше. Имаме актерска игра секој ден по 3 до 4 часа, додека имаме само еден ден игра пред камера и тука професорката Синоличка Трпковска немаше доволно време и шанса Да. со нас да работи на тоа и ете, кај нас за жал се сведува на тоа колку искуство ќе имаш и ќе научиш потоа. Да. Филмот е категорија која што е различна. Зошто? Затоа што ликот кој што го градите на сцена, каде што треба да ве слушаат во живо публика и нешто кое што треба да го направиш во студио или како и да е пред камери, треба да дае некаква друга магија. Ако треба да бираш, со оглед на тоа дека си драмски актер и со оглед на тоа дека имаш навистина многу представи, ако мораш да избереш, што би избрал? Театар. Секако. Театар ми е љубов, да, театарот не го давам за ништо и без театар не би можел, а без филм еве гледам дека можам. Така што Некако мора да може. сакал некеле можам, да. Да. Добро. И сега моментот на вработување, моментот на прва професионална представа и моментот на застанување прв пат како професионалец, дипломиран актер на сцена, го памтиш? Го памтам, да. Го памтам. Првото застанување како професионален дипломиран актер ми е во Охридски театар. Со режисерот Андреј Цветановски работевме Бал на Брехт. И тоа ми е првата професионална представа како дипломиран актер, а прва представа во театар комедија ми е на Отворено, исто со Андреј Цветановски. Една многу убава представа која што работевме на мала сцена, на Славомир Мрожек, еден многу убав текст, абсурд, за кој што подоцна ја добив наградата за најдобар млад актер и Да. таа ми е посебно драга представа. И сега, спомна мала сцена. Кажи ми, ти прави разлика дали играш на голема или на мала сцена? Па многу е различно. Многу е различно. На мала сцена е малку пофилмски е глумата, е играта, за разлика од тоа што на голема сцена малку Треба по-театарски треба. Па и треба да викнеш, Да. и треба да си поекспресивен. Да. А на мала сцена тука е публиката на 1 метро од нас и не дозволува претерување затоа што се е некако лажно, се е некако фейк. Да. И многу ги сакам представите на мала сцена, ми се посебно драги. Имам веќе неколку 4 мислам дека, значи на Отворено ми е на мала сцена, Анатомија на неверството, Секс, лаги, главоболки и Вечера за глупаци. Имам 4 веќе камерни представи и ми се посебно драги, посебно интересни. Да. Ти знае да ти влие онака поглед од публика некој ако не знам или Па, треба се да- изолираш. Па Знаеш генерално сум препозна- изолиран, генерално сум изолиран, ако случајно ми влијае, значи дека малку сум излегол надвор и не сум баш присутен тука и фокусиран на сцена и тоа не е добро. Да. Се случува, не викам не, луѓе сме, се случува некогаш за милисекунда мозокот да ти избега и да приметиш, ама гледаш да се вратиш назад. и Да, продолжиш одма назад. Блок си имал на сцена? Фала Богу, не до сега. Не? Не. Онаков блок да не знам Да кај не сум. знам, да не знам што треба да кажам сега. Па, Толку. не. Не ти се Среќа случило? Среќа И не. добро. Ми се случило да заборавам реплика, ама секогаш сме се ваделе со колегите, не е никаков проблем. Да, ба добро. Значи ми делува прошлата епизода беше Слагена Виошевиќ. И заклучивме дека она од тие актерки што се бубалици. Ти не си далеку. Ти не си далеку, онака чим немаш онака. Сум јас бубалица, да. Да. Можам да се класифицирам како бубалица, да. Да, Сум да. темелен и Да. морам многу добро да се помирам со фактот во мојот мозок дека
сум направил се што можам, сум дал 100%, а се друго како ќе излезе е виша сила. Да, добро, да, твоето да го. И сега не се случило никогаш на сцена нешто непредвидливо, нешто кое што ќе... Се случило, 100 пати се случило. Се случило. Например? Па не знам, се сетете да заборави колега текст, да некој да почне да зборува од публика, да снема например на секс леви главоболки, ни снема струја, снема фаза. И одеднаш е мрак. И ништо, играш дека нема во станот, нема струја и чекаш некој од згора да го крене осигурачот или нешто да се деси. Да, у принцип се сноѓата, мене ми е тоа јасно, вие сте навикнати и веројатно и не знам, ете тоа искуство на сцена кога не си прв пат, веројатно знаеш да го исхендлаш и да го одиграш и тоа што се случува во моментот. Многу ми помага и фактот што веќе многу долго време, 10 години скоро, работиме импров. Односно, јас сум член на една група што се вика Импров група Настап, каде што сме 7 члена и играме игри, театарски игри базирани на импровизација пред публика. Значи, имаме до сега, не знам, над 50 настапи, каде што буквално никој од нас не знае што ќе се случи, локацијата, ликовите се задава публиката и се случува сега на сцена. Значи, не можеш да се спремаш за тоа. Да. Да. И тоа, например, е еден многу добар тренинг за сите актери. Да. И тоа многу ми помогна да никогаш не си во таква фаза, не знам сега што ќе направам, него баш секогаш да знаеш некако. Сметам дека ако доволно добро си внатре во ликот и ако доволно добро го знаеш ликот, дека игра ликот во дадената ситуација и со дадените пречки што ги има пред него и ретко би се случило да види публиката дека има блок кај тебе доколку си доволно внатре во нешто. Да. Добро, кога градиш лик, колку ти зима од тебе тоа? Па, поприлично. Мислам, знаеш ли лесно да се извадиш од тоа? Затоа што и со колеги твои кога зборуваме, не е едноставно тоа ако сакаш веќе да направиш лик, ако сакаш да влезеш, да не биде само научен текст. Така. Не е секогаш лесно да излезеш од состојбата во која што е тој лик. Не е лесно и не знам како би можел да го одговорам ова екзактно, да кажам точно така е. Затоа што ние додека ја спремам представата, например, во тие 2 месеци процес, јас лично не би можел да живеам со некој човек како мене, затоа што јас сум, мислам дека 24/7 сум заглавен со тоа и целото мое слободно време некако се трудам тоа да го тргнам на страна и да можам да ги обавувам секојдневните работи. Да функционираш како тони. Така е, да. Така што со тек на време учиш да го хендлаш тоа и да сега ова е представа, после тоа Да, после тоа мора да се вратиме назад. Real life. Да, ти си вработен во театар, комедија. Ти прави разлика дали играш, какви ликови играш, сакаш го спомна Расколников. Да. Значи, окей. Ти прави разлика дали ќе играш ете таков некој лик или... Па не, искрено не, затоа што во театарот е битно да направиш улога. Секоја улога напишана и секоја улога што си ја добил, на секоја улога треба да ја дадеш живот. И дали е таа комична или драматична улога, драмска улога, дали тој лик е среќен, тажен, дали му се случувало едно или друго, сепак мораш да го донесеш на сцена. Да. И најчесто например, вчера игравме представа Пар распар, каде што мојот колега Тино доаѓа кај нас во станот на нашиот другар, ликот што го игра Атанас, и цел живот му е срушен. Жената го има оставено, со децата ќе му ги земе и он е цело време тажен, поприлично тажен, а публиката се смее на тоа. Да. Така што за публиката да види дека е тоа вистински и да реагира, да се смее на тоа, ти секако мораш да ја направиш улогата. Да. И сега дадената ситуација налага дали публиката ќе се смее или ќе плаче или ќе се замисли во врска со тоа. Така што мислам дека нема никаква разлика од правењето на драмска или комична улога, туку улога е улога и треба да ја сработиш добро и да ја донесеш добро на сцена. Добро, како сертифициран бубалеца многу беше логично. Логичен одговор. Не знам дека некогаш комедијата не само кај нас и во светот е потценета, а мислам дека е многу тежок жанр за работа. Не мислам, туку сум убеден дека е еден од најтешките жанрови. Апсолутно. Поготово во денешното време во кое што живееме, каде што некако сите луѓе се под стрес константно,
во ова брзо време кога сме бомбардирани од информации од сите страни, мислам дека според мене многу потешко да ги насмееш и да ги расположиш и да си отидат од театар насмејани отколку некако да ги растажиш затоа што се сите раздразнети некако. Така е, да. И генерално ти е поблиско тоа што го живееш секој ден, живееме тага поприлично, така За жал. Да, али има, она што ми се допаѓа е тоа што народот има потреба да се насмее и да се разоноди и затоа и веројатно театар комедија е еден од театрите кои што најбрзо се продаваат представите, што е навистина браво за сите вас кои што работите таму. Што сакав нешто сакав, сакав сепак да те прашам дали имаш драги или помалку драги улоги. Некој кој што ти се онака ептен блиски, затоа што еве и во новинарството не сите фаќаме се, знаеш се бираш, ова ми е поблиско, ова ми е значи не можеш за се да ти биде. Да, генерално ова сега што ќе го кажам ќе звучи клише дека сите ми се драги, ама така е. Во некој повеќе се забавувам, во некој помалку, меѓутоа спрема сите имам некако иста одговорност чувствувам, без разлика дали е помала, дали е треба да донесам писмо или цела вечер да бидам 2 сати на сцена. Некако сите ми се исто драги, сите некако за сите некако исто се тресам, да речеме, пред представа и не би можел да издвојам некоја. Не би можел да издвојам некоја. Добро, нека е така. Не ќе да кажа. Се шалам. Се шалам. Па и би било неблагодарно према представата, другата улога што играм, така да. Добро. Сега, создавањето на еден лик, учењето на еден текст, ова сме го зборувале со некои од твоите колеги, меѓутоа веројатно сите имате некако различен начин и процес. Ти си од тие кои што седнуваат, учат текст или замараш, не знам, по дома, партнер, другар, небитно, некој да ти помага или... Па не замарам никого, генерално сам си ја бркам таа работа. За среќа, фала Богу, имам некако таква способност да брзо памтам текст и веќе на читачките проби пред излеземе на мизансцен, веќе го знам текстот 95%. Со тоа што тоа си бара во денот барем половина час до час дома да си прочиташ малку, затоа што многу побитно е да ги сватиш намерите на ликот и кој е и што е и како е, отколку што точно текстот, како точно е репликата од А до Ш. Да. Така што најмал проблем ми е да го научам текстот точно, туку работам повеќе на тоа што е ликот како лик и зошто го кажува тоа во тој момент. Да. И каде е акцентот и како логично треба да се каже и така. Истражуваш, сигурно истражуваш. Да, се разбира. За ликовите. Супер. Ајде малку приватно. Како слободното време ти го поминуваш? Па слободното време гледам да го поминам со пријателите, со роднините, така сум семеен тип. Гледам секогаш да имам време за моите најблиски, затоа што ми е најубаво да го поминувам времето со нив и со блиските другари и колеги, како и секој нормален човек, мислам. Немаш некои чудни хобија, нешто, лепиш сликички, не? Немам некои такви, не. Пратам многу спорт, гледам многу фудбал. Да, знам да седнам да играм PlayStation, не сум нешто многу геймер, ама знам да седнам да се релаксирам. Па добро, и тоа е нешто, да. А во однос на спортови, нешто си спортувал некогаш во животот? Ништо професионално, рекреативно, да, пливање, трчање, точак, кросфит во последно време. Да? Браво. Добро, за вас актерите е важно да сте да сте во форма и да сте подготвени за физички екзибиции што ги правите на сцената. Не, па се чувствувам многу и енергијата што ја носиш кога си да речам, кога си поспремен физички, некако и мозокот многу поубаво и покреативно ти размислува и ти функционира како во процесот, така и на сцена. Така што многу голема е разликата кога си активен и играш представи и кога не си активен, да не се задишиш таму. И физички и психички, многу помага. Така. Сега, нешто што е многу блиско со актерството, нешто кое што го изучувате и на факултетот е танцот. Да, не сум многу талентиран. Не си добар? Не, ништо. А сакам, многу би сакал да танцувам убаво и да знам. А пење? Па, окей сум, не сум лош. Не сум некој пеачиште, ама имам слух. Па добро. Да. Не си имал искуство до сега на глумците пеат? Не планираш тако нешто, не? Па не ме повикале, ама и не знам дали би било пријатно. Не. Не си за тоа. Не сум сигурен.
Добро, добро. Значи ти си однака баш на тоа насочен. Глумата ти е фокусот на тоа и ништо друго повеќе. Од прилика, да. Од прилика, да, добро. Знаеш како? Она што е многу исто така важно за актерите е колку знаеш и колку сакаш да соработуваш со твоите колеги на сцена. Многу е битно тоа. Тоа е најбитното затоа што театарот е тимски спорт, тимска работа. И не просперираат индивидуалците, би рекол. Никој не можеш сам да направиш една представа, затоа што секој еден актер и секој еден човек што е во процесот е како некој дел од машина, што еден ако шкрипи, онда нема да работи убаво машината. Така што е многу битна тимската работа. Јас сум многу среќен што сум со моите колеги во театар комедија, затоа што и ова го зборувам наискрено, не го зборувам затоа што така треба сега да го кажам овде во студио. Туку уште од првиот ден кога работевме на отворено, таму работевме со Атана Ситино и мојот колега што исто тогаш беше вработен со мене Сергеј, ние сме буквално прифатени како да сме цел живот во тој колектив. Да. И верувајте дека навистина имаме една многу убава енергија меѓу сите нас таму. Со сите колеги многу убаво се сложуваме и сме еден тип на навивачи едни со други. И цело време кога некој друг те гледа од страна, а не е во процесот колега, осеќаш многу чиста поддршка од друга страна. И тоа се чувствува, тоа не може да се глуми или поготово ние ќе се познаеме одма дали си реален или не си реален. Така што тимската работа е многу битна и мислам дека баш и затоа нашите представи се така добри и толку посетувани, нашиот театар е толку посетуван, затоа што е многу битна таа енергија што има помеѓу нас. Сме еден млад ансамбл, луѓе што се некако сите заедно и многу често знаеме да си кажеме дека треба да уживаме сега затоа што сме во еден многу убав период, каде што ни е стварно многу убаво на сите, буквално нас пред представа тие 2 сати ни се како да сме на дружба негде, не знам. Многу ни е убаво. И исто и така на сцена, што некогаш може ни пречи затоа што толку добро се познаваме еден со друг, што точно знам како му размислува главата на другиот колега што е спроти мене и знаеме да се насмееме малце, да излеземе од кај што не треба да се насмееме. Па добро. Така што тимската работа е многу битна во театарот, најбитна е. Не е индивидуален спорт, не е тенис. Да. Ама знаеш како и публиката го сака и го чувствува тоа. Апсолутно. Например, знаеш колку не знам колку пати сум посведочила на тоа дека публиката уствари го чека моментот вие да се насмеете. Знам. А ние посвикаме бе, не треба вака аматерски, срамота е, ама на публиката има како частење, дека излезе. И тебе ти е смешно. Некојаш не се трпи, мислам, едноставно не можеш да издржиш, да. Јасно. Ама е симпатично и јасно е дека, мислам, се е тоа окей затоа што сме ја виделе улогата, знаеме, сега може да се опуштите. Да. Моментот на што те нервира, знае ли да те изнервира нешто? Се нервираш ли за нешто? Како звучиш дека баш ти се многу ни убаво, многу се заедно кога работиме. Не, ме нервира, како не, ме нервира не само во театар, ме нервира општо во животот непрофесионалност, од секогаш ме нервирал, неодговорност. И неискреност. Тие работи ме нервираат и кога ќе почувствувам дека има такво нешто, едноставно само се тргам на страна. Се повлекуваш, да. Не си човек кој што влага во конфликти лесно? Па не, затоа што не ми е убаво мене после тоа и можеби на некој му е убаво така после или знае да го хендла тоа, ја не знам и сакам да сум со сите окей, сакам да чувствувам убава енергија, само така можам убаво да функционирам и да работам. Добро. Значи, вака како што види се јас не те знам од оваа страна затоа и подкастов за да те запознати гледачите, делуваш дека си прилично лесен за комуникација, за соработка. Па се надевам дека така мислат колегите, да. Лесно име на колегите со тебе. Добро сега, ако треба да избереш, со кој актер би сакал да направиш дуодрама? Кого би избрал? Ова автоматски ке значи тој ми е најдобар на сцена, со него ми е најдобро на сцена. А како од моите колеги во театар комедија, не би сакал да двојам. Па не, стварно не би сакал да двојам затоа што со сите би можела. И пак не е ова дека политички одговарам и се вадам, него за секоја улога некој друг би бил некако поспецифичен и поспремен за неа. Тоа не значи дека другиот колега е полош од него, но има подруг сенс за да ја направи подобро таа улога. Така што зависи од текстот, зависи од режисерот,
зависи од моментот, од А многу со работи. некои актери, нема врска машко, женско, не е битно, со кој што не си играла, би сакал да играш некогаш? И со многу би сакал да играм со кој што не сум играл. Со Имаме сите. ние врвни Да. актери. Ние сме една плодна почва на многу талентирани актери, и драмски и филмски. За жал не се работи толку филм кај нас. Меѓутоа сметам дека можеби во регионот сме, да не звучам нескромно, меѓутоа талентирана фела, само што за жал немаме толку шанса да работиме на филм, Да. а во театар имаме шанса и публиката го гледа тоа и го препознава и точно мислам дека знае за што зборувам. Така што Да. со многу, сега да не ги редам сите, ама многу од колегите ги почитувам и ги сакам и баш би сакал да работам со сите. Да. Зашто да не. А, например, дали ти е предизвик театар за деца? Не зборам да работиш во театар за деца и младенци, така. него детска представа. Сум работел и ова сум го кажал 100 пати, ќе го кажам, мислам приватно сум го кажал 100 пати, ќе го кажам и сега. Капа доле на колегите што работат представи за деца. Еднаш или два пати имам играно. Таков стрес во животот не сум почувствувал. Да? Премногу ми Зошто? беше стресно, затоа што имаш пред тебе едни дечиња невини, убави и Да. никако не смеш да ги разочараш. Не смеш. Преголема е одговорноста, мора да си цело време да ги некако да им правиш, Да ги анимираш, да ги па, анимираш, да, ентертеймент да им правиш и многу ми беше стресно и реков капа доле на колегите што работат тоа, никогаш повеќе не би го правело. Секоја чест, да. Стресно ми беше премногу. Да. А каде си играл, што си играл за деца? Новогодишна представа со Аха, мои колеги, такви, да, каде да, што да. јас не бев во представата, меѓутоа ми се јавија во 5 до 12, Аха, дојде дојди, се погреш. разболе колегата, те молам, дојди, Аха. проба едно друго и на настап директно. Да, и хаос. Уф. Секоја чест, Не, стварно. да, затоа реков, Прашува, цело време има интеракција, да. а не те прашува повозрасен човек, па ти да се снајдеш да му одговориш, треба да се спуштиш на нивно ниво, некако Така убаво е. да му обясниш да му одговориш, да не Да, го оставиш да виси детето. Така Многу е, интересно така е. и многу е тешко. Да. Добро, видиш, затоа и те прашав дали би ти било предизвик, ама не би чепкал таму. Никако. Нека си работат колегите. Да, тоа затоа што децата, нели пак уште еден стереотип, уште едно клише дека децата се најискрена публика, меѓутоа се они ако не им се свиеш Како има не ти се? каже брате Да, у бе, некој моментот. Дедо Мраз ми вика, не си ти Дедо Мраз, каков Дедо Мраз? Што ти? Тргни се каков Дедо Мраз. Убеди го се. Нема шанси. Тако убедување. Добро, и сега за моментите пред и по представата. Колку си лик кој што професионалец, актер кој што сака да се изолира или не му смета или сакаш време за себе или какви се моментите пред и по представа? И Си дали имам после точни представа ритуали. сеш си одам дома и не ќам дружби или баш сакаш напротив да издискутираш, да споделиш Си имам импресии? посебни ритуали пред представа поготово. Доаѓам 2 часа пред да почне представата, обавезно сум во 6 во театар и имам саат и пол со колегите да си разговараме, да си пиеме кафе, да се смееме, да направиме убава атмосфера пред да почне представата и последните половина час пред представа се тргам во својата одаја Изолација. во гримиорната, да. И обавезно го загревам говорниот апарат, дикција обавезно 10 до Добро. 15 минути. На YouTube има некои вежби за загревање глас, пеам некои ноти. Браво! Да, и последните 10 минути шетам низ театар. Не сакам никој да ме чепка, сакам да се фокусирам на представата и да излезам подготвен. Да, Некако да. тоа мене ми функционира, тоа не значи дека другиот начин што им функционира на колегите не е точен, меѓутоа Да, секој си го тоа е за наоѓа тебе, своето, па така. јасно, јасно. После представа зависи. Некогаш многу често остануваме да испиеме по една пијачка и да разговараме во врска со представата. Си имаме многу во бифе кај нас. Си седиме таму, некогаш едноставно наредниот ден имаш многу рано проба и треба да си отидеш. Ама баш сега скоро разговаравме со колегите за тоа дека вака некоја нова генерација доаѓа кај што никој не пие вечерта повеќе од една пијачка. Да. Да, и сите некако си заминуваме до кај 12 дома, наредниот Да. ден сите вежбаат, внимаваат на исхрана. Па браво! И така, некако како и спортот што се движи напред и се внимава на многу работи, така мислам дека и во нашата професија веќе полека некако многу голем процент од моите колеги вежбаат, внимаваат на храна. Браво! Така, не Види, во однос на тоа како што било порано идејата за
не било не идеја, него сликата за актерите и каква е сега е многу различно. Значи бифето во драмски да се разбереме. И тоа не значи дека е да било супер и чим сите зборуваат за тие време тоа било супер, меѓутоа веројатно сега се менуваат времињата. Се менуваат работите. И затоа и оние етикети кои што се предрасуди се често меѓутоа и некогаш и држат, кои што се врзувале за актерите дека знаат да бидат порочни, тоа се. Добро, тоа се предрасуди од некој луѓе што видел некој поединец или два-тројца поединци и онда ги етикетира сите други, а не значи дека е вистина за така. Така е, ама имало и основ и зошто се создале некогаш порано тие, затоа што ете тоа седење, боемштината, а после представи по бифињата, сега вие тоа го менувате. Сега веќе нема основ да се каже дека актерите се порочни, напротив, и тоа е добро, затоа што на крајот на краиштата, ако сте веќе представници на една таква култура и уметност која што нели како што кажавме на почетокот го гради во општество, треба да бидете и пример. И сега ајде малку за публиката. Менува каква публика има, менува дали се деца кои што шушкаат, четаат, зборуваат или па кај нас немало и многу често имало, на пример, ќе дојдат на некоја представа деца, односно тоа не се ни деца, меѓутоа средношколци, ама да речеме помлада публика. И цело време тишина во публика, воопшто нема такви некои дофрлања или да почувствуват. Напротив, мислам дека тие се баш супер публика. Да. Многу им е убаво, да. Одлично. А се случува некогаш некој од публиката да не знам, да го поремети текот на представата? Па не се случило до сега, мислам јас не сум имал таква случка додека сум бил на сцена. Најчесто се случува да коментираат или да дошле 5 пати на представата и го знае, ја знае наредната реплика, па ќе каже пред тебе или ќе искоментира види ако ти е. Да. Ама тоа е симпатично и тоа е окей. Да, не е страшно. Веќе верувам дека веќе имаат навика да исклучуваат телефони, или се случува да задзвони, ама се поретко и поретко. Да. На прсти се бројат моментите кога зазвонил телефон. Да, и добро е, како што гледам, веќе навистина создаваат навика да одат во театар и да биде тоа како што треба, мислам и да се однесуваат како што треба, да има некој код и на облекување, и на однесување, така што добро е тоа што се случува. Сега, го споменавме и пред и по периодот по создавање на представа. Колку ти со оглед на тоа дека имаш, како преска ми кажа, 9 активни представи на репертоарот. Колку имаш време за себе, човече, колку имаш време за нова представа? Тоа се многу представи. Па имаш време, мислам тоа ти е работа, како и на сите други луѓе што име работа нешто да одат од 8 до 4 или некој друг тип на работа, така и мене тоа ми е работа и некако се штимаш и се учиш да сабајлето си на проба вечер да играш представа и така. Мислам ние сме среќни кога имаме многу работа. И не ни е баш пријатно кога немаш работа и седиш дома, не е убаво. Така што супер, не е ништо тешко, затоа што го работиме сите колеги мои, сите актери го работиме со посебна љубов, и нешто кога работи со љубов не ти е мачно воопшто. Знаеш да отидеш да изгледаш представи во другите театри? Да, следиш. Константно одам, да. И што е она што ти остава најмногу впечаток периодов, нешто кое што конкретно како представа? Конкретно како представа не би сакал да издвојувам. Па не би сакал стварно, затоа што секоја представа е некако убава на свој начин и различна и мислам дека публиката треба да оди да ги погледне сите представи, да не кажам ја една па публиката треба да изгледа сите представи, така што во секоја има нешто убаво и нешто специфично што може да се види. И супер е, мислам, ние како колеги си одиме постојано и се гледаме меѓу себе и можеш многу да научиш од тоа што го гледаш. Па како не? Си разменувате искуства. Добро, многу зборувавме за професијата, многу зборувавме за тоа што си го избрал и јасно ми е сега колку си влюбеник во тоа што го работиш. Благослов е, навистина е благослов да го работиш она што го сакаш. Се слагам. Она што го сакаш наспроти професијата. Сакаш музика, сакаш концерти, што е она што сакаш? Сакаш филмови да гледаш, сакаш книги да читаш. Па да, гледам. Дај ни го малце, тоа ни приватно. Тоа што ви напомнав преска, пратам многу фудбал.
Многу сум голем љубител на фудбалот. Гледам филмови, гледам серии, читам книги. Не знам, ги правам сите тие работи. Се он прави нормално, како сите вие што правите, и он тоа го прави истото. Сакаш да излегуваш навечер, шеташ? Па искрено не сум тој тип на човек. Не? И од млад можеби не сум бил таков тип на човек. Повеќе сакам да се собереме во домашна атмосфера или негде, не знам, да испиеме пијачка, ама да може да биде тивко и да си правиме муавет и да се дружиме. Да. Никогаш не сум бил љубител на гласни места и на место кај што не можам да комуницирам со луѓето. Така што не сум некој што многу излегува и што е љубител на Така, не си, значи не го прашуваме за ноќниот живот во Скопје, не е човекот. Не сум ја човекот стварно што треба да збори за ноќниот живот. Добро. Сега мора да ти откриам некоја љубов. Остај сега ти тоа. Патување, сакаш да патуваш? Да, сакам апсолутно и гледам секогаш во годината да имам барем по едно патување на некоја различна дестинација. На страна од одмор, баш да отидам во некој град кај што не сум бил. И кој вака може да ни одвоиш нешто кој што ти оставило впечаток негде како некој дестинација кој што си бил до сега и кој што се баш онака да ги препорачаш, не му сакаш цел свет. Не. Па да, ми оставија впечаток, многу голем впечаток и Рим, и Будимпешта, и Египет. Египет е супер дестинација кај што можеш да не биде само одмор, него да видиш и некои работи што стварно вреди да се видат. Да. Така што ете тие некои би ги препорачал. Добро, значи добро, тоа се фини места. Сега бираш, зборуваме за одмор. Така е. Море, лето, плажа или планина? Море, лето, плажа. Да, од тие. Добро би било да отидам и 3-4 дена на планина, ама ако морам да изберам што да направам летото, обавезно се море и плажа. Добро, и сега дестинации кои што би сакал да ги видиш? Па би сакал, желба ми е во Мексико да одам. Добро. И па не знам, има многу дестинации кај што сакам да отидам. Многу дестинации. Сигурно сакам во секој континент да отидам поеднаш. Добро. Да, Јапонија обавезно би сакал да одам да ја видам. Таа ми е така како Да. една од главните дестинации. Добро, со оглед на твојот карактер кој што можев малце да направам некоја слика, Јапонија онака баш све среден. Нели да? Така да не ме чуди што Јапонија би сакал да ја видиш. Што си во хороскоп? Лав. Се ви е јасно. Не разбирам многу хороскоп, знам дека сум лав и тоа е тоа. Тоа е тоа, да. Со еден гостин, музички гостин што беше тука, еднаш го почнавме муаветот и ми вика, он рече кога ќе ги прашаш луѓето за хороскоп, некако чудесно ќе се отворат. Не, он од тие. Не разбирам стварно. Знам нешто од прилика за мојот знак, како главните црти на мојот знак, меѓутоа например да ме прашате сега за стрелец, појма немам. Ама не ти не треба. Близнаци. Добро. Сега адреналин, сакаш адреналин? Да, сакам. Да? Сакам. Нешто... Како дете повеќе, како помлад повеќе. Помлад. Демек сега добро. Сега веќе многу сум стар. Ама да, сакам. Нешто такво си пробал, нешто што сподели некој искуство, нешто адреналинско си пробал? Па не сум пробал. А не, би пробал. Како дете, кога по оние забавни паркови и сите што вриштат, јас прв идев таму да го пробам тоа. Не сум пробал нешто такво. Нешто подобран скокање, нешто. Многу би сакала, ама не знам. Да? Да. Страх ми е некако, ама би пробал. Нели па мислев на таков адреналин, дали би сакал? Не знам, не сум сигурен. Брзо возење, не знам. Не. Добро. Сигурно. Не знам кој беше пред некој. Јас сум многу досаден шофер, многу споро возам и ова пред да дојде законот за 50 ми беше како и кога го донесо ми беше сеедно. Што ви е исто. Сеедно ми беше. Добро, значи би сакал да пробаш, ама не си од тие зависниците адреналински, не сум зависник, ама би сакал, не сум противник на тоа. Да, само во граници на нормала. Ако е птен, знам дека ми го загрозува животот, не сум сигурен дали би го пробал. Добро, и сега ајде, некако досаден сум, не сум многу интересен, јасно ми е. Добро, не добро се. Ама не можам да лажам сега и не би го направил тоа. Во однос на амбиции, како себе си, не го сакам прашањето како се гледаш себе си за 10, за 20 години, кој знае како се гледаш себе си, мислам, нели? Да, ама во однос на амбиции, што е она што би сакал да го направиш, а ти се чини сега како недостижно? Имаш такво нешто? Па не знам искрено, можеби би
Може би сигурно би сакал да снимам неколку филмови. Поима немам, искрено не знам. Режија те интересира обично Не. актерите? Не, тебе не. Не сум тип што може да седи од страна и да гледа, а да не влезем А на да не да си помогне. таму, да. Никогаш не би можел и секоја чест за режисерите. Не можеме без нив нормално. Да. Али сакам да сум во акција, не сакам да бидам од другата страна. Значи добра амбициите. Не знам, искрено не знам што, немам некое конкретно таа ми е целта генерално, би сакал да пробам од се по нешто во мојата професија и каде тоа ќе ме донесе, ќе видиме, здрави. Да. Кога градиш лик, кога застануваш позади еден лик и една представа, чувствуваш одговорност во однос на тоа што ќе оставиш како порака и начинот на кој што ќе го пренесеш ликот? Чувствувам и тоа огромна одговорност и можеби тоа е нешто на што треба да поработам затоа што малку ја надминува границата на колку одговорност треба да чувствувам. Да, нормално, затоа што прво треба чувствуваш одговорност за тоа како ќе ја направиш улогата и второ дека секоја вечер во континуитет треба постојано некако да го држиш истото ниво и да не паѓаш по тоа, затоа што секој еден гледач што дошол во публика и платил карта и одел време да те гледа, заслужува да ја гледа твојата најдобра верзија. Така што и да ти се случува надвор, се случувало, не знам, едноставно си човек, не ти е ден, ти се случило нешто приватно, меѓутоа мора некако се тоа да го трнеш на страна и да дадеш баш се од себе во моментот. Да. И сега на младите колеги, кои што еве нека не се уште, нека се деца кои што помлади луѓе кои што ќе не гледаат, би советувал да се занимаваат со ова. Зошто? Сега ќе ти кажам зошто. Затоа што еве ти си имал среќа да се вработиш и да го работиш тоа што го сакаш, меѓутоа не за сите мислам дека има место. Остануваат и оние твои колеги, дипломирани актери, актерки кои што за жал никогаш нема да заиграат професионално на сцена. Би советувал сепак да го следат сонот, сепак да се одлучат за такво нешто? Апсолутно би советувал нормално секој да го следи својот сон и секој да ги даде своите 100%, да работи максимално одговорно и посветено на тоа што стварно го сака. И верувам дека доколку се однесуваш честно кон професијата и дека доколку се однесуваш тотално одговорно и професионално, дека некој ќе го примети тоа и ќе имаш својата шанса и сигурен сум и убеден сум во тоа и дека ако сега не се случи тоа, сега едноставно не е време за да ти се случи тоа, туку ќе се случи малку подоцна, меѓутоа никогаш не се откажувај од тоа што е твојата љубов, затоа што едноставно професијата е голем дел од нашиот живот. И сметам дека ако работиш нешто што не сакаш, има голема шанса да бидеш несреќен. Затоа сум убеден дека треба да ги следиш своите соништа и некако чудно, не знам да речам, ете уште од дете, тоа што ме советувале моите родителите, брат ми, фамилијата, е дека секогаш треба да работиш максимално посветено и да се трудиш максимално и дека Господ, универзумот, природата е фер и дека ќе те награди соодветно на тоа што го заслужуваш. Така што нормално дека би им советувал да ги следат своите соништа и да работат посветено. Дури и кога немаат шанса да играат, да речам, професионално, да најдат начин да играат на независна сцена, да не го остават талентот така и она што го сакаат, туку да најдат начин да бидат присутни, да работат на себе, сигурно ќе дојде нивниот момент, сигурен сум некако. И сакам да верувам во тоа, затоа што во моментот кога ќе престанам да верувам во тоа, не е добро. Тешко ќе ми биде многу. Многу ќе ми биде тешко. Да. И супер е тоа што ти веќе го чекориш тој пат, професионален пат. Меѓутоа, ајде вака едно фиктивно прашање сега. Ако мора да се одселиш од тука, каде би живеел? Негде на плажа, на море, кај што е сонце цело време. И може би си земал некое кредитче, би си отворил некое барче на плажата и таму би си живеел. Ете, значи ми го одговори и второто прашање, ќе те прашав, а што би работел ако не би работел? Ете, тоа би го работел, веројатно, да. Нешто што ќе ми биде релаксирано, убаво, ќе бидам во допир со природата. И пак би одбрал некоја плажа што нема да е толку со многу крауди, да нема да е крауди, апсолутно.
Одлично. Добро, од прилика мислам дека доволно го запознавме Тони. Уште еднаш ти честитам за сите успеси кои што досега си ги постигнало, навистина се многу, пред се улогите, па наградите и така натаму публиката, нека има уште и уште во многу улоги да те гледаме понатаму. Ти благодарам што одвои време и што беше гостин во Слободен печат. Фала многу на поканата. Фала Се ви многу. гледаме. Фала. Вие знаете како и секогаш со Ана на Ти, следите секој петок на нашиот YouTube канал во 19 часот. Се гледаме, чао.